Господин Ефики Гаспар, председател на Асоциацијата за цистична фиброза, магистер, педагошки психолог, управител на Гаспар, Центарот за психофизичко здравје. Разговараме на тема ретки болести и цистична фиброза. На пациентите со цистична фиброза неопходен им е лекот Трикафта. Министерството за здравство информираше дека примило представници на Асоциација за цистична фиброза, пациенти и родители на пациенти, откако вие излеговте во јавноста со информации дека нема напредок во набавката на овој лек. Што ви беше кажано на средбата и докаде се набавката на лекот и измената на законите кои се неопходни за да дојде побрзо лекот кај нас? Така е, да. Пред некој ден имавме прес пред Министерството, каде што најавивме дека сме незадоволни, дека работите не се движат како што треба да се движат и го најавивме протестот кој што најверојатно, или сега согласно со членството треба да го договориме, но ќе се случува на почеток од мај. Не повикаа во Министерството, разговаравме, имаше 3 представници, не распрашаа кои се проблемите, иако мислам дека веќе се доста запознаени, пошто веќе и целата јавност се запознаена со тоа што бараме. Повеќе разговаравме за работната група која што они имаат направено сега за цистична фиброза, врзано од која поминаа законите. Пред месец и неколку дена поминаа 2 закона кои што беа наменети да ја овозможат на владата да преговарат директно со набавувачот во случај кога има само еден производител на лек. Не само за нас, туку и за било кои други кои што се среќаваат со оваа проблематика и други ретки и други здравствени проблеми. Не постигнавме нешто многу на тој состанок, освен тоа што се договоривме дека треба да има еден член, наш представник од асоциацијата, да биде дел од таа комисија која што ќе има некој прогрес во однос на програмата за цистична фиброза. Колку пациенти досега го примија лекот и како се чувствуваат по примената терапија? Моментално 12 пациенти го примаат лекот, со тоа што на почеток почнавме 8, јас сум еден од нив, а сега после месец дена дојде заради тоа што остана дел од буџетот во тие 140 милиони кои што ги даде денари, кои што ги даде државата за интервентен увоз. Интервентен увоз значи дека отиде преку клиниката и дека е наменет да интервенира во однос на проблематиката и тоа е за 1 година залиха. После месец дена од нашето почнување почнаа уште 4 пациенти, што се сега вкупно 12 и почнаа пациентите кои што беа во покритична состојба, најпрво тие што беа во животозагрозувачка, во терминална фаза и согласно критериумите на тоа е капацитетот на белите дробови, се вика ФЕФ, согласно тој критериум се одреди кој од надлежните здравствени работници одлучија кој ќе го прима лекот и моментално се 12 кои што го примат, но остануваат сите останати кои што треба да се обезбеди. Чувството е одлично. Помина месеци и нешто кај мене и резултатите се огромни. Многу работи се променија. Најпрвото чувство за мене уште веднаш по првиот ден беше тоа што веќе немаше потреба од кислородна поддршка. И тоа се види и преку сатурацијата, преку мерење на кислород во крвта, но и по самото чувство. Навечер веќе нема будење, нема кашлање, можам да се движам, можам и да спортувам, одамна почнав и со тоа. Така да магично чувство, магичен лек. Ако до пред месец и пол кога биле најтешки работите, сме се чувствувале дека можеби крајот е овде и цело време сме биле зависни од хоспитализации, сега веќе наеднаш имате чувство дека и сте здрави, немате никаков проблем. Ова не е само кај мене, ние направивме група кои што сме 12 луѓе кои што го примаме лекот, се консултираме, нормално, да видиме како ги чувствуваат и другите и изненадувачки кај сите
има огромни промени кај сите 12 пациенти, вклучувајќи ги и новите кои што почнаа пред неколку дена, пошто најголемиот ефект се чувствува после првиот ден. Така да резултатите се страшно големи и за прв пат, нели, обично кога ќе помислиме дека го представуваат како магичен и големи резултати, сепак сме скептични. Така бевме и ние, али се докажа и се покажа дека е реална промената, а се гледа и по сите тестирања кои што ги правиме. И за сатурација, и за белодробна функција, и диагнозата се прави со помош на потен тест. Се гледа колку тој го викаат потен тест, гледаат колку, нели, сол има во крвта и во организмот, извинете. И тие резултати се многу добри. Значи, вредностите се намалени, што укажува дека лекот прави промени и на некој начин ја менува болеста. Колкав број на лица имаат ваква диагноза? Кога е регистрирано првото лице со цистична фиброза и на колку време од прилика се појавува нов случај на пациент со цистична фиброза? Ова се многу интересни прашања. Моментално има 140 лица кои што се регистрирани. Зошто викам моментално? Затоа што, како што кажавте, веќе имаме скрининг. Кога ќе се роди детенце, се прави скрининг и за повеќе, нели, потенцијални болести, потенцијални аномалии. И скринингот веќе веднаш во првиот месец покажува дали постои оваа болест, дали има детето оваа ретка болест, што значи дека потенцијално е секој момент и додека зборуваме, нели, некое детенце за жал да испадне дека е болно. А исто така, зошто? Затоа што многу заради ситуациите кои што се случуваат кај нас и се одселуваат. Многу луѓе се одселени и тоа е страшна голема бројка, затоа што во многу држави, посебно во Европа, во Америка, во Канада, лекот е обезбеден и тоа е уште со самиот почеток пред неколку години обезбеден. И ние од таму и најголема мотивација и инспирација добивме, нели, да се бориме и да се трудиме да го постигнеме ова заради ефектите кои што ги кажуваат тие. Мислам дека статистиката е моментално 1 на 3500 новороденчиња, што значи дека ако направите статистика, ако на годишно ниво, пример, се раѓаат 10.000 нови деца, нели, нови животи, тројца од нив би биле заболени. Така иде статистиката. Во однос на тоа, сега лекот е применлив од 6 години нагоре. Колку треба да го примат, моментално имаме бројка околу 80, но како поминува времето, децата кои што имале 5 години имаат 6, така, растат. И со тоа влегуваат во категорија да и тие треба да го примат лекот. Али ние имаме некои груби бројки, немаме точни податоци за тоа кој треба да го прима, колку треба да се прима, едино што го вадиме од неофицијално од надлежните, од здравствената установа, кое што не е обврзано на нас како граѓанско здружение и како асоциација да ни ги даде тие информации, пошто сепак, нели, ние сега повеќе разговараме во членството на асоциацијата, пошто сите пациенти се дел од асоциацијата и тука ги споделуваме тие информации, вклучувајќи ги и самоволно сите даваат одредени податоци за нивната состојба во однос на параметрите. Така и ние направивме кога почнавме со лекот и веднаш кажавме пред и потоа кои се ефектите за сите да бидат запознаени со целата ситуација. А кога е регистрирано првото лице со цистична фиброза? Да, тоа не ви го одговорив. Да ви кажам право, не можам да знам, но е пред јас да се родам, а тоа е сигурно пред 30 години. Имајте во предвид дека треба да се провери дали Југославија ги водела како заболени, но мојата диагностика е направена во 1994 година, 2 месеци по моето раѓање, јануари 1994, и веќе тогаш беа запознаени со што е таа диагностика, што се случува, иако има голема разлика во однос на медицинскиот третман. Порано се очекуваше до 12 години, јас кога се родив, на моите родители им беше кажано дека просекот на живот е 12 години. Како што течеше времето и се подобруваа
и медицинските услови се напредуваше со терапија, се стигна до 36, сега со помош на овој лек, истражувањата покажуваат дека тие што ќе го примат до адолесцентска возраст, ќе имаат просечен животен век како и сите други. А тоа е моментално проценето во Европа на 81 година. Мислам дека кај нас е на 75, не ме фаќајте за статистика, ама се менува и статистиката, мислам. Али страшен напредок е тоа. Кога ќе видите дека пред тие што беа повозрастни пред 30 години, имаме ние многу такви случаи на луѓе кои што се починуваат, деца на 7 годишна возраст, на 10 годишна, на 15, па и постари. Многу зависи од каква клиничка слика има самата болест. Еве, во примерот со Благојче, кај него тој си почина на 45 години, ако не се лажам, али диагностиката му беше направена, диагностициран беше на 33 години. Тогаш се појавија првите големи влошувања. За тие кои што се појавија многу порано, пример, како кај мене, уште на самиот старт, на самото раѓање, е диагностицирано на 2 месеци, обично прогнозата е потешка. Кажете ни го бројот на пациенти кои немаат време за чекање и мораат веднаш да го добијат овој лек. Што значи овој лек за нив? Па јас би кажал дека никој од тие што ја имаат генетската позиција нема простор за чекање. Зошто? Точно е дека некои се во доста подобра ситуација, посебно помалите. Али што е многу битно овде? Многу битно е да се знае дека лекот ја подобрува ситуацијата, прави феноменална превенција за влошување понатаму и не е поентата вие ако имате 10 годишно дете кој што боледува и има добра функционалност од 90%, да чекате да падне до 30% како што ние бевме повозрастните, па тогаш да го дадете и да ја подобрите. Така, затоа што страдаат и другите органи. Сепак ова е мултисистемска болест. Најмногу влијае на белите дробови и таму е животозагрозувачка во најголемиот дел од случаите, но битно е да се направи и превенција. А имаме и многу пациенти кои што се под 40 ФЕФ моментално, кои што не го примаат лекот, ама по друга страна кажавме дека имаме некои со 60% функционалност, а заради влошување за месец дена може да падне до 30. Непредвидливо е. Не можете вие да предвидите да кажете, имаме ние 2 години простор за тој пациент, така, да се влоши па да му треба. Не, туку може да се влоши за 1 месец. Често го кажувам ова, значи Благојче беше во лоша состојба, беше цело време на кислородна поддршка. Многу трагично беше тоа што се случи со него и многу изненадувачки, непријатно изненадувачки за нас, затоа што тој не беше најлошиот пациент кој ние што го имавме. Туку имавме полоши пациенти кои што стравувавме дека тие ќе завршат фатално ако не се затоа и ги правевме сите притисоци. Мислам и самите тие пациенти не можеа да искочат, али роднините нивни искочија на телевизија и објаснија ситуацијата. И секогаш кога ќе добиевме повик од некој од нивните роднини, дали родители, дали сопружник, сопруга, доаѓавме во ситуација да, ќе го погледнеш телефонот и што ако сега, е таа вест дека си починал тој човек. Тоа беше и ситуацијата со Благојче, очекувајќи дека е, некоја нормална информација да се, пошто дента пред тоа правеше интервју каде што веќе изјави дека е во многу лоша состојба, воопшто не е добар. Очекувавме дека повикот ќе биде повеќе насочен, кон тоа да праша како е, што е стратегија. Се јави сопругата негова, кажа Благојче си починал и шок настана кај сите. Во членството веднаш се сподели тоа, огромен револт се појави. Знаете, ако следите, бевме пред влада и тогаш и не повикаа веќе на состанок, но претпоставам тоа после ќе го зборуваме. Кога очекувате да се надминат проблемите со набавката на лекот Трикафта и што доколку тоа не се случи, кои се вашите чекори како асоциација? Видете, тоа не може да не се случи. Значи, ние сега сме доста активни и имаме многу голема поддршка од јавноста, пошто
реално ова е многу морална работа која што треба да се заврши, нели? Не се работи за финанси, не се работи за ништо, се работи за најосновната работа, а тоа е лек кој што возможува живот. Како очекуваме? Ветувањето го добивме дека за сите ќе има од страна на премиерот и тоа го изјави јавно тој, не зборувам за состанок меѓу нас, туку јавно изјави дека ќе има за сите пациенти. Нешто што ни беше пред тоа кажувано е дека до крај на година ќе се покријат пола од нив или околу 30-40 пациенти кои што минимум збориме, не максимум, со надежда дека ќе се покријат повеќе. Проблемот е што мислам дека работите не се движат доволно брзо. Знаете, сега таа работната група има рок од 3 месеци до рефинансирање на буџетот да направи програма. Во таа програма треба да каже точно колку пациенти се, во каква состојба се моментално и некоја си плани програма за како да се почне со примена на лекот, нели? 12 си остануваат и имаат медикаменти до февруари 2024 година. Покриени се со тоа, али ни треба програма која што ќе биде долготрајна, која што ќе се обновува на годишно ниво и нели ќе нема престанување на користење на тој лек. Нашите очекувања, или да не зборам за нашите, моите очекувања се дека до летото, до јули да кажеме, дека ќе имаме некоја си појасна структура за како ќе се прима, колку ќе се прима и веднаш очекувам со рефинансирање да се обезбедат поголем број на финанси и да се во текот од еден месец да и се платат на компанијата и да се почне набавката за барем уште 30 луѓе со тоа што би покриле голем дел од пациентите. А во меѓувреме стратегијата која не е? Стратегијата ни е медиумски да сме доста покриени. Секогаш одиме ние на состаноци, и тоа неделно одиме на повеќе состаноци, дали се работи за представници од влада, дали се работи од фонд, дали се работи Министерство за здравство, а во меѓувреме ќе направиме и протест, како што нели веќе спомнав, на почетокот од мај. Се со цел за тоа што ние пробуваме да им кажеме дека убаво е што направи комисија Министерство за здравство, но паралелно се битни и финансиите. Зошто паралелно не се работи на обезбедување на финансии за кои што ќе финансираат оваа програма, што ќе направат медицинските лица, а во меѓувреме зошто не се прават состаноци со компанијата која што треба да го донесе лекот, за да може тоа паралелно да се движи. И за 3 месеци вие да имате ситуација каде што решено ќе биде тоа се, а не да чекаме ајде 3 месеци сега докторите ќе прават програма, кога ќе се средат програмата, уште 6 месеци ќе бараме начин како да го финансираме, кога ќе ги добиеме финансите, ајде уште 2-3 месеци како ќе преговараат со компанијата. Не, туку тоа се направи веднаш, за да може еднаш за секогаш да се реши овој проблем и ќе бидеме ние задоволни, ќе си ја завршат работата надлежните на кои што име оваа работна обврска и малку да се даде и поголема верба и во надлежните и во здравството, така? Позитивно е секако за сите. Плюс имаме аспект како се обезбеди овој лек, покрај тоа што имаше некои шпекулации дека е доста скап, ќе се намалат многу други трошоци. Трошоци за хоспитализација, трошоци за други лекарства, трошоци за антибиотици, трошоци за медицински персонал, се менуваат работите. Плюс многу ќе се намали и отсуството од работа на родителите кои што взимаат боледување кога треба да одат со детето и да седат месец дена во болница. Многу од пациентите сега не можат да работат, но тогаш ќе бидат сосема здрави и ќе можат да работат. Че вие ќе имате бенефит и од тој аспект. Јас лично последните неколку години работата ми беше многу потешка. Многу повеќе отсуствував од работа, за разлика од сега овој месец немам проблем да дневно повеќе од 7, 8, 9 часа некогаш и кога ќе завршам с работа и уште чувствувам простор и енергија за работење, така да се нормализира и тоа кај мене. Па во последно време и со овие интервјуа и со состаноци, некогаш знам да биде 12 часа активен, да сум 12 часа активен. Порано тоа беше страшно, затоа што беше борба. Сега е нормално. Што значи да се биде пациент со ретка болест? Како се живее, со кои се проблеми се соочувате?
Видете, тоа е голем предизвик. Ние разговараме и со други здруженија кои што имаат, кои што имаат пациенти со ретки болести. Факт е дека е голем предизвик, зависи од дијагнозата, но обично кога се работи за ретка, се работи за сериозна работа. Можам да ви кажам во однос на нашата дијагностика, затоа што за тоа компетентен би бил да кажам како е, одличен пример. Имало денови кога, колку и да звучи морбидно, кога посакуваш сето тоа само едноставно да застане. Кога поминувале повеќе од 24 часа кога имате обструкција, не може да дишете, температурата е присутна, кашлате цело време, празно кашлање тоа, затоа што самата обструкција и воспаление го прави тоа. Тоа е рефлексно кашлањето, не може да го застанете. И тоа прави многу оптеретување на силата на телото. Кога збориме за мултисистемска болест, кажуваме дека опфаќа и други органи. Болки во стомакот, болки во мускулите, неможност за закачување еден спрат по скали. Страшни работи се случувале, мислам. Едноставно некогаш да помислиш дека не вреди. Сето тоа не вреди. Тоа е во моменти на криза, кога се биле страшни и тогаш се јавувате нормално на докторите, барате прием во болница, нели? Затоа што некако мора да си помогнете. Мислам дека е многу, ако збориме од аспект на лично преживување, тоа се случува. Имате и многу други аспекти, како стигматизација. Имате проблем со вработување. Јас работам во приватен сектор, можам да си ги организирам работните обврски и тоа е само и ради тоа можам и да работам. Имам многу други кои што се дел од асоциацијата, кои што не можат да се вработат, затоа што во приватниот сектор не ги вработуваат. Нормално, кога знаете вие дека он може да отсуствува 15 работни дена од 20 од месецот, така, работи 25% од работното време, кој може од приватниот сектор и кој ќе се нафати да си го дозволи тоа? Така, проблем со студиите, кога доаѓате од друг град, доаѓате во Скопје, сакате да студирате нешто, се совршувате, имате проблеми, имате чести хоспитализации, испуштате предавања, испуштате испити, се е проблем. До тој степен да е проблем и социализацијата. Значи, вие испуштате многу работи. Јас испуштав за време на средното, основното училиште, многу екскурзии, многу прошетки со учениците, многу спортови на кои што учествуваат другите, не можеш да учествуваш компетитивно, затоа што, нели, сепак имаш одреден проблем. Тоа е присутно кај сите, гледам дека тоа се трудат да се реши, но има доста голем процес, нели, тоа да се случи, така да мислам дека со обезбедување на овие лекарства многу од овие работи ќе се подобрат. Да не кажам сите, не можат сите, ама многу ќе се подобрат и ќе им се даде шансата на пациентите да функционираат нормално, да се почувствуваат нормални и да бидат дел од заедницата. Плюс збориме, имате и психолошки ефект многу голем, кога сте затворени, кога сте изолирани 14, некогаш 21 ден, некогаш и во полоша состојба 30 дена во болница. Влијае тоа на доживувањето, влијае на менталната хигиена кај секој човек. Плюс, има многу проблеми сега, ете, јас и покрај сите пречки успеав, стапам во брак, да основам семејство и кога разговарам сега со многу од другите пациенти, имам многу големо кочење во однос на тоа, не се нафаќаат да основат семејство, затоа што не знаат кога никој од нас не знае кога ќе биде, нели, крајот на нашиот живот, али овде имате вие проблем кој што ви укажува дека тоа може да се случи многу брзо, така? И сега си велат пациентите како да се впуштиме во правење семејство, со тие одлуки, кога
што ако многу често помисли и кај мене беше што ако треба за 2 години да ги оставам, така? Сопругата и 5-месечно бебе, тогаш би било 2 години, 2,5 години би имал. Тие се тешки работи кои што човек кој што нема се сочинен воопшто не ги размислува. Но кога ќе дојдете до таа ситуација, некако се чувствувате и дека сте нефер према личноста со која што сте ако сте вие во лоша состојба, така? И ја оставате сте во можност да ја оставите сама, да се бори и да биде одговорна. А и многу често се случува ситуации кога не функционирате. Јас благодарејќи на медикаментите веќе можам да ги извршувам многу домашни обврски кои што пред тоа биле многу тешки за извршување. А збориме за основни работи, фрлање на отпад, нели, фрлање на ѓубрето дома, грижа за детето, да го кренеш, да го прошеташ, не можете тоа да го правите ако имате температура, ако имате обструкција, не е функционално. Така да има многу пречки кои што човек кој што е во добра здравствена состојба ги нема. Пак збориме за нашата проблематика и викаат невидлива проблематика. Зошто? Затоа што човек кој што не е медицинско лице не може кај вас да примети дека имате проблем, така? Али реално проблемите се тука, а има па многу ситуации каде што проблемот е видлив и каде што попреченоста е преголема. Например, тие што имаат физички попречености, некогаш и 3 скали да качите се невозможни, е како планина, така? Така да има многу простор за да напредуваме, ако може така да ги представиме работите. Гаспар, Центарот за психофизичко здравје организира конгрес, стручен конгрес, на кој меѓу другото ќе се зборува и за ретките болести. Што се треба да се направи за да се подигне свеста и да им се даде поголема подршка на луѓето со ретки болести? Така да, ние од фирмата правиме често конгреси, вебинари, кога беше ковидот, конференции. Целта на конгресот и зошто малку овој пат се даде и ќе се даде повеќе простор на ретките болести е баш за да ги разговараме сите овие проблематики. Тој ќе биде повеќе научен конгрес каде што ќе се споделат и одредени доста нови истражувања и малку да се крене свеста прво кај професионалците кои што е работа таа проблематика да се запознаат со нови работи, а после тоа и кај родителите и кај сродните науки како тие што работат во образование и во други сфери на здравство, за да имаат представа нели за што се работи, во која ситуација можат да бидат поефикасни. Со таа намена земавме и многу квалитетни и доктори и професионалци од универзитетот од УКИМ, филозофскиот факултет и од медицинскиот факултет и практичари кои што работеле на овие проблематики над 20 и нешто години. Така да ќе ги понудиме тие што се најдобри во нашата земја. Имаме и предавачи и од околината, од другите балкански земји кои што ќе учествуваат и ќе дадат нивен увид на работата како се случува кај нив во другите држави, ќе споделиме искуства. Мислам дека ќе биде доста позитивно и ќе со сите овие напори ќе направиме да биде многу подобра, а за тоа имаме и изготвено приречник кој што е пишуван од повеќе автори и е со цел да се вика приречник за родители кои што имаат деца кои што имаат пречки во развојот и со цел да им се даде на родителите, пошто забележавме дека е многу страшен тој период кога не сте запознаени со ништо од ова и кога ќе ви известат дека вашето дете има одредена дијагноза. Тоа е шок и луѓето не знаат што да прават затоа што се имаат премногу информации. Овој приречник точно пишува
како треба да се постават, кај треба да се обратат, кои се тие, што да очекуваат во текот на развојот на своето дете, кои се сите медицински истражувања, терапевти кои што треба да ги посетат, а и од психолошки аспект, одредени вежби, одредени поставувања како да не дозволат, пошто секогаш кога ќе се појави таква проблематика, страда целото семејство, тоа е нормално. Како да се постават, како да го одржат односот помеѓу партнерите и да многу често се случува разводи да има во вакви семејства, и како да се постават кон околината, пошто и луѓето не знаат како да го соопштат тоа на блиските, на роднините, И тие се многу стресни работи кои што можат да траат и да направат хроничен стрес, хронична тага. Се е опишано во прирачникот, да знаат што можат да очекуваат и како да го извадат најдоброто од вакви непријатни ситуации. Благодарам, Фики. Тоа беше Фики Гаспар, председател на Асоцијација за цистична фиброза, педагошки психолог, управител на Гаспар, Центарот за психофизичко здравје. И благодарам им аз многу за поканата и за интересот за нашата проблематика и за се тоа што се прави од ваша страна да бидеме ние во подобра состојба и да го постигнеме тоа што ни треба.